Почетокот на јануари е специфичен по празнувањето на едни од најголемите христијански празници, Бадник и Божик. Разговараме со професор доктор Ана Витанова-Рингачева за да ни ги објасни какви се обичаи негува македонската народна традиција за овие празници. Така, Бадник и Божик се всушност најголемите празници кога говориме за почетокот на годината. Тоа се празниците со кои што се најавува практично новата година. Според јулијанскиот календар, православниот свет го слави Бадник на 6 јануари, а Божик на 7, а според григоријанскиот календар тоа се деновите 24 и 25 декември. Во македонската народна традиција и воопшто, можам да кажам, во балканската, па и во словенскиот свет, навистина постои една многу богата обредна практика поврзана со прославувањето на Бадник и на Божик. Се разбира доколку ги бараме корените на сите оние обичаи кои што до ден денес се сочувале, а се поврзани со прославувањето на Бадник и на Божик, ќе дојдеме до она паганска срж која што всушност постои во самото одбележување на овие празници. Кога велам паганска срж, всушност мислам на тоа дека се што сме сочувале денес во традицијата како обичаи, ако малку подлабоко загребаме под површината, всушност доаѓаме до оние древни образци на одбележување на почетокот на новата година или раѓањето на новото сонце. Всушност во една малку подлабока древност, почетокот на новата година, односно еве ако одиме по стариот календар, по григоријанскиот календар, 24 декември, значи денот по зимската краткодневница, всушност е денот кога сонцето, денот почнува да расте, со тоа сонцето добива повеќе часови во однос на претходните зимски денови и нашите древни предци тој ден всушност го славеле како ден на раѓањето на новото сонце, на младото сонце или на денот на раѓањето на непобедливото сонце, што значи дека целата обредна процесија која што била поврзана со тој ден била целосно насочена кон прославувањето токму на сонцето како врховен бог. Меѓутоа биле нашите древни предци навистина практични, но и свесни дека колку повеќе сонцето посилно грее, толку природата се буди, вегетира, што значи дека се што ќе се засади ќе има доволно светлина и топлина за да може да даде плод. Значи говориме за една сосема практична страна на прославувањето во тоа паганско време на обичаите кои што биле поврзани со раѓањето на младото сонце и нашите предци тоа го правеле навистина од екзистенцијални причини, за да се обезбеди доволно храна, доволно светлина и топлина, за да може животот нормално да тече. Со доаѓањето на христијанството, нормално дека се случува еден вид можеби прилагодување на она што е древна паганска наследена традиција или затекната традиција и она што е ново, односно што го носи новата монотеистичка религија. Може ли да ги објасниме оние обичаи останати во народната традиција од паганството, кои што се врзуваат со овие празници, наспроти она кое што го проповеда христијанството? Токму така, например, она што христијанството го затекнува на овие словенски простори, или ако говориме во овие балкански рамки, тоа е, например, една од најдревните традиции палењето на огнови. И сега огнот има своја посебна символика, меѓутоа ајде да ги разграничиме, да кажам, има две теории, еве нека биде така во науката. Едната е она соларна теорија која што е поврзана со она што го говорев претходно, значи со таа имитативна магија. Значи нашите древни предци прибегнувале кон имитативна магија. Што значи имитативната магија? Сличното привлекува слично. Со палењето оган, всушност нашите древни предци верувале дека ќе го предизвикаат сонцето посилно да грее. Ќе го предизвикаат да дава повеќе светлина, да дава повеќе топлина и благодарение на таа светлина и топлина природата ќе почне да вегетира.
И, всушност, меѓу другото, е и покажување чест кон врховниот бог, односно кон сонцето. Втората теорија се однесува на така наречената прочистувачка моќ или прочистувачка сила на огнот, како и водата. Огнот е една сила која што го исчистува светот од злите сили, а нашите древни предци под зли сили подразбирале најразлични болести. Во време кога не постоела медицината, се обидувале на наједноставен начин да се справат со болестите, меѓутоа и она демонска сила за која што луѓето верувале дека постои, но не можеле да ја дадат форма, да ја дадат суштина, но ја чувствувале дека е тука. Што значи дека палењето огнови како традиција е директен остаток од она старото, односно од паганското. Понатаму оние бадникови гранчиња кои што сите ние ги кршиме па ги внесуваме во домовите. Бадниковото гранче е всушност гранка од дрвото даб, кое што се смета за едно од најиздржливите растенија. Знаеме од нашите баби дека дабот држи најмногу жар кога ќе го ставите во огнот, што значи дека тлее многу подолго во однос на другите огревни дрва. Што значи дека нашите древни предци ја имале таа представа за она што е трајно, она што е вечно и прибегнувале символички. Сега ние објаснуваме, меѓутоа прибегнувале кон тоа да бидат поблиску до она што гарантира во наводници вечност. И затоа палењето бадникови гранчиња е токму тоа, да се обезбеди не само светлина и топлина, меѓутоа и трајност. Кршењето, лепче, она што ние денеска го практикуваме, а е остаток од една исто така древна традиција. Знаеме дека многу често слушаме дека црквата прибегнува кон убедување на верниците дека лепчето со паричка е традиција која што е поврзана со празнувањето на празникот Свети Василий Велики и дека треба таму да го практикуваме. Меѓутоа сите ние кои што сме го наследиле лепчето од нашите предци, од нашите баби, од нашите прабаби, продолжуваме да ја негуваме таа традиција, иако лепчето како бескрвна жртва всушност е исто така наследство од старите традиции. Добро, ајде подетално да ги објасниме сите оние христијански обичаи кои што се практикуваат во современието за празникот Бадник и за Божик. Па видете, живееме во едно време кога ќе дојде Бадник, односно кога доаѓа Коледе, постојано до нас стигнуваат информации како треба да го прославуваме празникот, како не треба да го прославуваме празникот. Знаете, во последниве години, например, имаме доста големи реакции во однос на коледарските песни, во однос на самиот обичај коледарење. Всушност, во христијанството, децата коледарчиња кои што го најавуваат Христовото раѓање, всушност се оние ангели кои што ја најавуваат радосната веста дека се родил Богомладенецот, односно дека се родил Спасителот на светот, и денеска црквата проповеда дека тоа треба да се прави со пеење на побожни песни. Тоа и не е нешто ново. Например, ние во зборникот на Миладиновци има запишано такви песни, што значи дека песните со таква содржина си постојат во нашата традиција. Сега не можеме да измериме колку е, не знам, во кои места, во кои села, во кои градови таа традиција повеќе се почитува или помалку се почитува, меѓутоа пеењето коледарски песни и она фамозна Коледе леде се уште на многу места кај нас се слуша, се пее, со тоа што, например, ние како македонци не обрнуваме внимание на содржината на песната, туку многу повеќе на самиот чин кога дечињата ни се појавуваат на врата и ја носат радосната вест, а домаќинката ги дарува со убави дарови. Сега песната, ако земете да ја анализирате самата песна, нема никаква христијанска содржина, значи станува збор
дефинитивно за пагански остаток од паганството, а додека песната Вечниот Бог или сите тие убави христијански песни си носат нели своја христијанска содржина. И она на што не учи христијанството или она на што не учи црквата е дека бадник се прославува во кругот на семејството, дека тоа е празник на кој што треба да се принесе скромна постна трпеза, нели тоа е многу важно, и наместо да се оди да се прославува околу бадникарските огнови, најчесто тоа прославување е проследено со врева, со пиење, со конзумирање на многу храна, дека треба да го на некој начин да се собереме во кругот на семејството и во домот да го прославиме скромно доаѓањето на новиот Бог, односно на новото сонце на светот. И всушност тие апели на црквата целосно се во насока на свртување кон семејството и затоа она убава поговорка која што постои во нашата народна традиција, кај да си за бадник и за Божик дома да си, навистина има многу длабока смисла.